Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Конечно дојде ден за расправа по еден дел од мозаикот наречен владење на ВМРО-ДПМН. Конечно дојде ден за расправа за политичкиот инженеринг на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, кој има за цел да означи идеолошки и материјален триумф на една политичка партија која неуморно работи на самопромоција и уништување на плурализмот и демокрацијата во оваа држава. Скопје 2014 со сета своја символика и духот во кој е изведен, треба да означи една нова идеологија и едно ново едноумие. Скопје 2014 е замислен за да го величи Никола Груевски, кој наводно треба да биде персонификација на новиот дух на македонскиот народ и нација. Фројдовски речено, типичен пример на искомплексираност и фрустрација. Скопје 2014 треба да биде материјализација на тој нов дух, подкрепа за историскиот и културолошкиот ревизионизам. Типичен пример на селективно читање на историјата и креирање на нови лажни вредности. Во исто време, тој треба да биде димна завеса, која што треба да го оттарне вниманието од реалните состојби и проблеми во државата. Димензионирањето и нагласувањето на проектот се пропорционални на мегаломанските кич градби и на растечки тоталитаризам. Скопје 2014 е индикатор дека Македонија денес е заложник на контрадикциите и оксимороните на ВМРО-ДПМН. Иако се трудевте, колеги од власта, си од овој архитектонски кич, сите тути фрути споменици настегани во 1 квадратен километар, фараонската порта која треба да символизира победа со политички декрет, со налог на ВМРО-ДПМН, да го прогласите за уметност и да го натерате македонскиот народ да му се восхитува, само заради тоа што нештата ги осмислил креативниот и иновативен Никола Груевски, не успеавте. Народот вели, доста е, престанете со споменици. Народот веќе знае дека во недостиг на конкретни резултати од мандатот која гази веќе 6-та година, во услови на досега невидена сиромаштија, невработеност, колапс на индустријата, стопанството на површина излегува едно од чилата на вистината. Безсмисленоста на довербата, земена и злоупотребена од надежите на мнозинството граѓани на оваа држава. За украдената сегашност на над 2 милиони граѓани, за заробената иднина и на сегашните и на идните граѓани. Скопје 2014 не е нити културно наследство, нити историско минато, туку една сурова реалност која го изразува идентитетското бунило во кое се наоѓа власта и еден груб и суров метод на плячка до соголување на сопствениот народ за сметка на личните интереси на власта. Оваа информација, почитувани колеги, не случајно носи наслов информација за продолжување и интензивирање на прекумерното расипничко и криминално трошење на народните пари во забеганиот проект Скопје 2014. Со ова, уште една сакаме да апелираме до совеста на сите протагонисти во овај дефинитивно забеган проект, малку да успорите, да застанете и да ставите прст на глава. Особено до совеста на премиерот, владата, иако сметам дека луѓе со совест не би се впуштиле во ваква авантуристичка проекција каква што е Скопје 2014. За жал, не можеме да направиме никаква споредба на нашава глупост со нечија друга, на некоја друга држава, затоа што ова дефинитивно го нема никаде на друго место во светот. Во нормалните држави, премиерите и владите главно имаат улога и функција на глава на големото семејство кое го сочинува народот на државата. Следствено на тоа се водат политики кои се од добробит на тоа семејство. Кај нас во семејството се нема за леп, а главата на семејството место за леп се грижи за сопствената суета. Оставам власта или некоја друга наредна власт да каже колку пари се потрошени
и со наводно градење се украдени преку Скопје 2014, а јас ке кажам нешто друго. Јас сум од Ресен, а Ресен и натаму живее со водовод од азбестни цевки. Иако според Институтот за јавно здравје, Ресен има најголема смртност од канцерогени заболувања. Во Ресен патната инфраструктура е катастрофално лоша. Колку за илустрација, Ресен е оддалечен од Битола 27 километри. За колку време треба со возило или со автобус да се помине ова растојание, знае секој што вози автомобил или барем 2 пати во живот има патувано со автобус. По сите правила, прописи, стандарди, овие 27 километри би требало да се поминат за 17 до 20 минути. Знае ли некој од власта колку сега патуваме со автомобил од Ресен до Битола? Од 40 до 50 минути по магистрален пат. Значи не станува збор за селски или локален пат, ами магистрален, заради дупки не може да се вози со пропишаната брзина, ами мора да се лази. Секоја година градоначалникот пишува извештаи и програми за работа и кога ќе спомне некоја ветена работа, например, за откупно-дистрибутивниот центар вели отприлика вака: во фаза на привршување сме на административните процедури и продолжуваме. Какво продолжување кога човекот нема тргнато нити од место, кога за реалните потреби на Ресен и ресенчани, ќе проговорам тука, конкретно при донесувањето на буџетот или ребалансот, нема шанси да помине ништо. Министерот за финансии вели нема пари. Нема пари за социјалните станови што вие ги ветивте. Нема пари за реконструкција на водоводот кој вие го ветивте. Нема пари за нов асфалт. Нема пари за крпење на ударните дупки. Нема пари за улично осветлување, за канализационите системи по селските населби кои вие ги ветивте. Нема пари за ништо во Ресен. А ваму гледаме неброени врејки, пари истурени за глупости по плоштадот на Скопје. За Ресен и ресенчани, што би рекле скопјани, ручки од тупан. За 6 години мандат само јарбол со државното знаме. Нека повели кој сака во Ресен од власта и на ресенчани нека им објасни како може во Скопје да има за глупости, а во Ресен нема ни за пат. Нека им објасни како треба да застанат под јарболот после секоја пропадната сезона на јаболката и да се чувствуваат гордо, исполнето, достоинствено. Најпосле, кога веќе колегите пратеници, министрите, премиерот толку многу држа до историјата, кога толку лесно се расфрлаат со пари за споменици, конјаници, восочни фигури и така натаму, нека повелат во Ресен и нека ознат како е можно да се даваат милиони, да се прават скулптури, да се слават имињата, да се менуваат имиња на улици на тројца родени во Ресен: Радев, Татарчев, Јапчев. Од кој дел по своја волја, при здрав разум, имаат оставено и писмени завештанија во кои стои дека имотот им го остават на државата им татковина мајка Българија. И ние треба да молчиме. Ништо да не прашуваме, туку со восхит и подзинати усти како недоветни да се пулиме угоре, вртејќи се во круг по плоштадот во Скопје. Згора на тоа, да се чудиме дали е вистина ресенчанец од пораѓање, ама бугарин по собствено изјаснување Симеон Радев на споменик од Мермер, погрешка го качиле на кровот на новото МНР, а демек, ако од Мермер требало да биде меѓу восочните фигури на музеот на Мадам Тисо. Скопје 2014 со сета своја перверзност во стилот на досега, невидено културно-историска каша попара и папазјанија, е одраз, лице и опачина на ВМРО ДПМН. Не сум до крај сигурна ни дали е тоа фрустрација, вроден нагон ова власт или техноменаџерска измислица, тоа е ујдурма, како без да се сети да се покраде до гола кожа сопствениот народ. Но сигурна сум во две работи. Скопје 2014 е камен околу вратот на Република Македонија како модерна и демократска држава. И второ, апостолство, како што е Скопје 2014, се одговара и пред Бога и пред народот, почитувани демохристијани. Благодарам.
Има збор госпоѓа Вироvić Владанка, не е тук, има збор господин